Добре дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помогам да го зборуваш македонскиот јазик без страв и трема. Она што сакам да зборувам во оваа подкаст епизода е прашањето кое често го добивам, колку треба да знам, често ќе добивам прашање колку треба да знам македонски за да можам да го зборувам македонскиот јазик. Односно, ако сум на ниво A1, A2, B1, B2, колку тоа треба јас да знам македонски за да дојдам кај тебе да ние го зборуваме македонскиот јазик на твоите средби на програмот Зборувај македонски. Она што го кажувам како одговор често е, ако веќе имаш напишано, ако веќе го имаш напишано тоа прашање, значи дека веќе го зборуваш македонскиот јазик. Може би не на ниво течно C1, C2, но секако го зборуваш. И A1 нивото е доволно за зборување на некој јазик, односно тука веќе ти учиш на нивото A1 учиме основни работи на некој јазик и кога ти веќе ќе го завршиш тоа ниво, ти знаеш да составуваш обични реченици. Но луѓето кои ми себуваат, тие не се на A1 ниво, туку веќе го имаат поминато A2 ниво и тоа е токму тоа ниво кое им е потребно за да поминат до следното ниво на подобро зборување на јазикот. И A2 нивото B1 се уште тука можеш да користиш оние техники за учење на нови зборови, за создавање на нови реченици, но тука можеш да го зборуваш македонскиот јазик. Секако јас сум тука како твоја подршка помош, која ќе ти помогне и во моменти кога ќе застанеш, кога не можеш да се сетиш, како се кажуваше овој збор. Не можам да се сетам на зборот, тука ми е во главата, но не можам да го најдам. И сето тоа е нормално, бидејќи ние кога зборуваме со некој, гледаме и како сме застанале, како го изговараме зборот, како изговараме реченицата, дали точно сме го кажале овој збор што сме го кажале пред 2 секунди, дали точно ќе го кажеме овој збор кој ќе го кажеме. После 2 секунди сите тие мисли во главите кои ти се наоѓаат, можно е да ти мозокот да ти застане и не можеш да се сетиш како се кажуваше тој збор, но јас сум тука. Јас сум твојата подршка која ќе ти каже добро, во ред, сега ќе најдеме што сакаш да кажеш и ја обработуваме реченицата која сакаш да ја кажеш и јас ќе ти кажам како таа точно се кажува. И ако разбираш она што го зборувам на овој подкаст, тоа ти е доволно за зборување на македонскиот јазик, бидејќи ми се јавуваат луѓе кои велат јас разбирам се што зборуваш и дали можеме ние да работиме. Да, можеме. Подоцна ми се јавуваат луѓе. Разбирам се што пишува на социјалните мрежи на македонски јазик и разбирам на порталите кои се на македонски јазик, дали можеме ние заедно да работиме. Секако дека можеме. Дури и 80% ако разбираш од она што го зборувам, е доволно да научиш да зборуваш македонски јазик, односно да го зборуваш јазикот без страв и трема. Дури некои истражувања кажуваат и дека разбирањето на јазикот од 60% е сосема доволно за започнување на зборувањето на македонски јазик. И јас мислам дека е така, да дури да ако знаеш 60%, ако разбираш од јазикот, можеш да го зборуваш и со текот на времето сите тие точки во мозокот ќе се поврзат и ќе дојдеш после вежбање, практикување, вежбање, повторно практикување и вежбање на оние ситуации и зборови кои ти сакаш да ги користиш во секојдневието, ќе дојдеш до ситуација кога веќе нема да мислиш на зборовите и тие ќе ти доаѓаат природно. Природно веќе ќе знаеш кој збор го кажуваш, кој предлог стои, која заменка, која придавка, во кое време е глаголот, во кој род, во кој број и така натаму. Но сето тоа секако дека бара од тебе малку ангажирање, малку на
активност од твоја страна. Секако, за да можеш да го зборуваш македонскиот јазик, мислам, во животот, ако сакаме било што, ако сакаме да подобриме бара активност од нас и извојување на одреден временски период во текот на денот. Дали е тоа учење на македонски јазик, односно подобро зборување на македонски јазик, учење на англиски, шпански, италијански, француски јазик, било кој јазик, но не мора да се однесува конкретно и стриктно само за некој јазик. Ако сакаме да постигнеме подобри резултати и во тренирањето, во вежбањето, во одржување на добра физичка форма, во одржување на подобра здравствена форма, секако дека тоа бара од нас некоја активност, некои акции кои треба да ги превземеме и одреден временски период во текот на денот на кој ќе се посветиме при практицирањето на тие активности. Она што јас го имам забележано, дека мене ми одговара и тоа сакам и на тебе да ти го предложам, да не се оптоваруваш и да не правиш некои големи планови и да си поставуваш големи цели, не од причина што не можеш да ги оствариш, туку од причина да те не демотивираат, односно да те може да дојдат во ситуација да те преплават тие големи цели и да се откажеш. И затоа го имам формирано системот и го предложувам. Веќе мене тој систем ми одговара. 20 до 30 минути на дневно на активноста на која сакаш долгорочно да и се посветиш. Без разлика дали е тоа спорт, физичка форма, учење на јазик, зборување на јазик. Можеш да одвоиш 30 минути дневно и доколку тие 30 минути дневно ги поминеш без дистракции и со секако исклучен звук на телефон, не броиме ако во тие 30 минути, 20 минути сме одговарали на пораки, толку 30 минути денеска ќе одвојам да слушам 3 подкаст епизоди, или 30 минути дневно денеска ќе одвојам да прочитам книга. Стави си аларм на твојот телефон, ќе ти звони за 30 минути и затвори ја книгата кога ќе завршиш. Верувај ми, после 30 дена ќе имаш напредок. 30 дена, веќе после 5 дена, недела дена, 2 недели, ќе видиш колку голем ќе ти биде напредокот во однос на онаа почетна точка која ја имаш започнато кога од првиот ден кога имаш започнато практикување на таа активност. Така да, тука ќе те поздравам и ќе завршам со оваа подкаст епизода. Доколку сакаш да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, односно да го зборуваш без страв и трема и да не ти се тресат рацете и нозете кога треба да зборуваш македонски, јави ми се во порака или пиши ми мејл на mariamalenovic92@gmail.com и тука ќе ти одговорам кои се следните чекори при твоето подобро зборување на македонски јазик. Те поздравувам!